Британски, француски, италијански и германски борбени авиони симулираа пресретнување на летовите над Западна Европа, како дел од вежбите на НАТО за одвраќање на руските авиони да влезат во воздушниот простор на земјите членки на Алијансата. Европските авиони на оваа вежба носеле проектили воздух-воздух и симулирале следење на белгиски транспортен авион на лет кон Шпанија, вршејќи визуелни проверки на статусот на авионот, кој се движел со брзина од 900 км на час. Во вежбата биле вклучени околу 60 авиони на НАТО, главно од европските земји. Ова е дел од активностите за одбрана на воздушниот простор на Алијансата во момент кога НАТО се соочува со драматично зголемување на руската воздушна активност на своите граници од анексијата на Москва на Крим во 2014 година. Портпаролот на шпанските воздухопловни сили Рубен Гарсија Сервер, кој беше во белгискиот воен авион, изјави: And the activity of the Russia has already changed. Due to that, we are forced to react to make sure that our airspace is correctly protected. Од 2016 година до сега само во Балтичките земји имало рекордни 870 упаѓања на руски борбени авиони. We have seen aircraft coming to our borders without flight plan, without any kind of IFF, without any kind of calling to the controls. Those are safety regulations. And entering into the area will be a security issue. Според Серверт, вакви зачестени активности на руските авиони има над Црно море и Балтикот, но и во други делови на Европа. Воената вежба има за цел да ги покаже европските напори за интегрирање на воздушната одбрана во услови на остри критики од американскиот претседател Доналд Трамп, кој на самитот на НАТО во јули протестираше против тоа што европејците не трошат доволно за одбрана. Во меѓувреме, Русија на тековните најголеми воени игри на незината армија од распадот на Советскиот сојуз го покажа најсофистицираниот противвоздушен систем. Станува зборот за системот С-400, за кој НАТО оценува дека представува закана за авионите на Алијансата. Москва лани потпиша договор за продажба на овие системи на Турција, што го налути НАТО и особено Соединетите држави.